Проект на УСАИД и ЛЦИФ за деца со пречки во видот. Центарот за поддршка на лица со оштетен вид ви представува едукативно видео за правилно постапување со лица со оштетен вид. Пристап кон слепо лице. Кога пристапувате кон слепо лице, немојте присилно да ја нудите вашата поддршка, сметајќи дека вие најдобро знаете што му е потребно. Во случај да бидете одбиени за понудената помош, никако не смеете да се почувствувате навредено. Никогаш немојте да го туркате пред вас и да му го преземате белиот стап, бидејќи тоа е средство кое го води и ориентира. Најважно е на слепото лице да му се обратите непосредно, односно директно, за да знае дека му се обраќате нему и дека со него сакате да остварите разговор. Обратете му се со смирен глас, истовремено понудувајќи му ја вашата помош. Доколку во вашата непосредна физичка околина има повеќе луѓе, внимателно и полека допрете му го рамото, за да биде сигурно дека нему му се обраќате и сакате да остварите комуникација со него. Кога ќе дојде време да заминете и да се оддалечите од него, известете го за тоа, за да биде сигурно дека вие заминувате. Рака водилка за слепо лице. Никако не смеете вие да го фатите слепото лице за рака или пак да го туркате или влечете. Тоа е опасно по живот, бидејќи директно и во прв план е изложено на опасностите од непосредната околина. Доколку сакате да му понудите рака водилка на слепото лице, застанете со рацете спуштени до телото. Слепото лице, вашата рака ќе ја фати над вашиот лакт со прстите на внатрешната страна од вашето тело, а со палецот на надворешната страна на вашата рака. При оваа состојба, слепото лице секогаш е половина чекор зад вас, што му овозможува полесно приспособување и полесно да го следи вашиот ритам и вашето движење. Еден за друг, чекор во редица. Кога станува збор за чекорење во редица, никако немојте да не му најавите на слепото лице дека се приближува кон потесен простор. Во оваква ситуација, во ниеден случај, не треба да го влечете или да го туркате пред вас, бидејќи тоа представува опасност по неговиот живот. За да му укажете на слепото лице дека станува збор за чекорење во редица и дека тоа треба да се движи зад вас, помрднете ја вашата рака водилка до средината на грбот, односно повлечете ја вашата рака зад грб. Слепото лице во овој случај ве следи со испружена рака, истовремено чекорејќи зад вас наместо покрај вас. Ако во непосредната физичка околина се ослободи простор за паралелно движење, повлечете ја вашата рака во незината вообичаена положба, паралелно испружена покрај телото и продолжете со движењето. Скали. Кога се приближувате до скалите со слепото лице, немојте да го држите за двете раце и да го туркате или влечете по скалите, бидејќи така нема да биде ориентирано и стабилно и нема да се чувствува сигурно и безбедно. Кога се приближувате до скалите, застанете и најавете му на слепото лице во која насока се скалите, нагоре или надолу. Вие како водич сте секогаш скалило пред слепото лице. При доаѓање до крајот на скалите, зачекорете со поголем чекор и најавите му на слепото лице дека завршуваат скалите. Рабници. Без оглед на тоа што пронаоѓањето на рабникот е едноставно, луѓето честопати не знаат што треба да сторат во такви ситуации. Кога преоѓате рабници, нема потреба на друг начин да се однесувате, освен што ќе му најавите на слепото лице дека има рабници. Малку подзастанете пред да зачекорите нагоре или пак надолу и слепото лице ќе има можност да ја почувствува промената на положбата на вашата рака. Но најважно е да внимавате слепото лице да не се најде на коловозот пред вас. При доаѓањето до завршувањето на скалилото, зачекорете со подолг чекор за слепото лице да почувствува дека продолжувате со движење во истата рамнина. Седнување. Кога треба да помогнете при седнување на слепото лице, никогаш не смеете да го туркате кон столот. Тоа кај лицето може да предизвика забуна и чувство на несигурност, па дури и нервоза. Без оглед на тоа од која страна му приоѓате на столот, раката водилка секогаш поставете ја на потпирачот на столот. Тоа движење на лицето ќе му ја покаже положбата на столот и тогаш тоа може да седне.
Доколку столот се наоѓа покрај маса, предупредете го слепото лице за близината и за положбата на масата и дозволете му да седне само. Театар, концертна сала, кино. Кога се наоѓате во киносала или театар, не смеете слепото лице да го влечете за рака до неговото седиште, оставајќи го да се снајде само во просторот. Слепото лице не знае каде е неговото точно седиште и потребно е од ваша страна да бидете цело време покрај него до самото седнување на седиштето. Доколку се наоѓате во ситуација да му помогнете на слепото лице при седнување во театар, на кино или пак концертна сала, во тој случај одведете го до посакуваниот ред и странично зачекорете во редот, со грбот свртен кон седиштата. При излегување од редот, постапката е иста. Движете се само странично со грбот свртен кон седиштата. Врати. При поминување низ врати, во ниеден случај не го влечете слепото лице за раката и не ја оставајте вратата половично отворена, бидејќи тоа може да предизвика повреда кај лицето. Откако ќе ја поминете вратата, не смеете слепото лице да го влечете повторно со вас кога ќе ја затворате вратата. При поминување низ врати, вратата задолжително треба да ја отворите со раката водилка. При тоа задолжително треба да внимавате слепото лице да се наоѓа на иста страна, каде што е кваката на вратата за по поминувањето со неговата слободна рака да ја затвори. Автобус, воз, трамвај. При влегување и излегување со слепото лице од средствата на јавниот превоз, не смеете да ја користите задната или средната врата. Кога ќе влезете во автобусот, не смеете слепото лице да го туркате или влечете по рамниот простор како и по скалите. При излегувањето од превозното средство, не смеете да се движите одвоено, оставајќи го зад себе слепото лице во просторот. При влегување и излегување од превозното средство со слепото лице, задолжително користете ја предната врата кај возачот. Кога ќе влезете во автобусот, движете се еден за друг и на скалите и низ возилото, дозволувајќи му на слепото лице да ве следи. Задолжително придете му на слепото лице и објаснете дека до него се наоѓа седиштето. Кога ќе наидете на слободни седишта, вие дозволете му на слепото лице прво да седне, па потоа вие покрај него, доколку има место во превозното средство. Куче водич. Никогаш не му пречете на кучето водич додека работи. Со вашето обраќање му го одвлекувате вниманието на кучето водич од задачата што во тој момент ја има. Никогаш не се обидувајте да го погалите кучето без претходно да му најавите на слепото лице за вашата намера. Кучето водич на слепото лице му овозможува самостојно и независно движење во просторот. Тоа е обучено да ги заобиколува пречките, да ги пронаоѓа автобуските постојки, да ги бара и да ги маркира рабниците, скалите и пешачките премини. Со кучето водич на слепото лице, движењето му е многу сигурно, независно и лесно.